потентен и активен. Веројатно сум зрачил со таква енергија, а кога се работи филм, морам да ви открием една тајна, сите се сакаат меѓу себе. А ја у таа подела се најдов сосема случајно, тогаш бев студент на академија и као секој студент што лаже дека многу ја љуби драмската уметност и дека сака да живе и да постои за даските кои живот значат, ја не се сложувам со тоа, затоа што е филмот права магија. Бетни бе, ке ми снема лента. Знам дека кога прв пат го прочитав сценариото, му кажав на столе дека има една улога што многу ме бендисува. Така кога го видов, додека почев да му говорам која е таа улога, знаев дека ќе бидам откачен и дека нема да ми ја даде. Ја барав улогата на падавичарот. Повека бе тај ќе го заколеш министерот. Кога на моите пријатели им кажав дека ја би сакал, а посебно и на управникот, заради тоа самочувство да влезам во животот на тие луѓе и на затворниците, да останам една недела таму малку, да ја видам атмосферата, се скина од смеја. Дали се вика ти нормален? Кој ти ја гарантира воопшто безбедноста тебе? Па и бев и помлад малце. И така плав и тамам за таму. Дека се работеше филмот, чувството на тежина, кога влеговме во тоа комбе внатре, имав можност да почувствувам што значи кога си собран во комбе во едно такво време. Една безизлезност, една депресивност, една страшна атмосфера. Гризова беше нешто што една збирштина на се и се што. Луѓе кои украле 3 кокошки или 2 гулаба до убици од невиден размер. Да се работи 60 дена во тој простор со тие луѓе кои беа автентични луѓе, прави затвореници, а луѓе кои се со разни биографии, мислам, едноставно тоа е барем за нас еден непознат свет. Најстрашно беше кога завршивме со снимање. Повеќе тие убици, лопови и така натака патеа и плачеа заради тоа што ние ќе си одевме и дека филмот заврши. Прашуваат зошто не трае тоа уште. За време на снимањето имав 17 дена снимање во тој филм, 17 прекрасни дена, не во континуитет, нели се разбира, во паузи, така да тие паузи ми беа многу мачни, едва и чекав да имам повторно снимање. Дури идев на снимање на сетови каде што ја не бев на диспозиција, нели? Управникот, велам на одење, ни рече, дечки, добро би било